Дали верувате дека е можно само еден оброк да ја промени физиономијата на цела една нација? Историјата вели да. Во 1932 година Норвешка направи револуција во јавното здравје со тоа што во школите го воведе така наречениот Осло појадок. Во време на големи економски тешкотии, лекарот Карл Шиц состави едноставен, но моќен оброк за учениците. Интегрални житарки, млечни производи, сезонски производи и задолжително една лажица масло од црн дроб на бакалар. Резултатот беше фасцинантен. Децата кои го практикуваа овој појадок пораснаа во просек за 10 сантиметри повеќе од претходните генерации, докажувајќи дека правилната нутриција може буквално да ја трансформира иднината на една нација. Во 2026 година науката оде чекор понатаму. Новите американски насоки за исхрана ги класифицираат омега-3 како суштински масти, а нивниот дефицит многумина го нарекуваат скорбут на нашето време. За ова и многу повеќе разговараме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија, интензивист и неонатолог. Докторе, добре дојдовте. Добар ден, многу пријатно се чувствувам секогаш кога сум гостин во вашето студио, али би морал да напоменам нешто дополнително на така наречениот Осло појадок, кој што во првата етапа кога е воведен, ова 10 сантиметри пораст, не е само тоа. Морам да ви дополнам уште нешто. Студиите во последните 10 години покажа, например во Малме имаше една студија и во Стокхолм една студија, дека тој ефект не беше само на растот, него и на покачување на така наречениот IQ, односно коефициентот на интелигенција.